Министерството за внатрешни работи конечно го доби финалниот попис на предметите, односно на вредните артефакти кои што недостасуваат во Музеот на Македонија. За жал може само да се констатира дека скандалот кој што беше пријавен во Музеот на Македонија и натаму ескалира и дека добива огромни пропорции. Според извршениот увид во финалниот попис на предметите на артефактите кои што недостасуваат од Музеот на Македонија, можеме да кажеме дека нивната бројка се зголеми на 166, што е далеку над тоа што беше првично пријавено. Министерството за внатрешни работи, одделот за организиран криминал е на терен, разговара со сите вработени во музеот и ги применува сите методи, полициски методи на работење за докажување на инволвираност на одредени лица во скандалот кој што се случи, во криминалот кој што се случи, обезбедување на соодветни докази за нивно натамошно процесуирање пред судот. Во тек се интензивни разговори и проверки со лицата вработени во музеот. Не е исклучено наредниве денови истите да бидат повикувани на полиграфско испитување во Министерството за внатрешни работи, но и да се применуваат и други оперативни методи и тактики кои што стојат на располагање на полицијата, се заради што е можно поефикасно, побрзо документирање на овој скандал со кој што се соочи. Главно станува збор за предмети кои што се од непроценливо културно-историско значење на Република Македонија и предмети кои што се ситни и слични на описот, односно предметите кои што веќе ги објавивме на нашата интернет страна. Самата бројка, односно 166 вредни артефакти кои што недостасуваат, укажува на тоа дека веројатно повеќе лица биле инволвирани во криминалот и во скандалот кој што се случи. Каква е нивната улога поединечно и кои се тие, дополнително треба да се утврди и ние не би сакале во овој момент, за да не наштетиме на полициската истрага, да прејудицираме. Ќе оставиме да бидат обезбедени соодветни докази за да се знае точно чива е одговорноста и каква е одговорноста. Дали кај некои лица станува збор само за несовесно постапување во рамки на службата или пак кај други станува збор за некаков криминал, бидејќи факт е дека досега ниту еден од овие предмети кои што недостасуваат не е пронајден. Односно, предпоставката е дека веројатно тие за поголеми суми на пари биле изнесувани и продавани дали во Република Македонија или надвор од Република Македонија, треба да се утврди со натамошната истрага.